Здраво и добро дојдовте во ова видео каде што ќе говорам за што е допир, подочно физички допир. Сега рече, тоа е многу глупо прашање, сите знаеме што е физички допир. Така еве дланката која ставам на масата, очигледно е дека дланката е во допир со масата. Колку што можам да видам, нема простор помеѓу двете, така што можеме да речеме дека се во допир. Ако ставам на маусот, сега го допирам маусот. Исто можеме да речеме дека моето тело ги допира лиштата или мојата кожа е во допир со воздухот. И не мора да биде нели поврзан со живи суштества. Ако го земам телефонов и го фрлам у прозорот, нешто ќе се скрши очигледно и очигледно е дека телефонот и прозорот дошле во допир. Така колата која вози надвор, гумите се во допир со патот. И така натаму и така натаму. Значи се банални примери кои ги знаеме. Односно сите знаеме што е физички допир, но на макроскопско ниво. Интересно е што се случува ако погледнеме подлабоко. Ако погледнеме многу подлабоко, поточно микроскопско, поточно атомско, поточно на квантно ниво. И да видиме тогаш како би го дефинирале физичкиот допир. Во ред, кога говориме за физички допир помеѓу две тела, говориме за тела кои се направени од материја. Така, значи масава е направена од материја, прозорот, телефонот, дланката, воздухот е материја, колата надвор е материја и така натаму. Така што првично ќе разгледаме структурата на материјата, па отпослем ќе видиме каде ќе го вклопиме допирот. Значи скоро се што не обкружува е материја. А знаеме дека материјата е составена од атоми. Ова сте го учеле уште во основно. Така значи знаеме дека атомите се многу мали и обично ги прикажуваме онака шематски како некои обоени топчиња. Но морате да имате на ум дека атомите всушност немаат некоја си резка граница, како например така во шематските презентации. Едноставно нема некоја си крајна линија каде што завршува даден атом. Во ред, значи немаат атомите надворешна површина, така да се каже. Иако нормално дадени атоми се поголеми од други дадени атоми. Значи имаат некоја големина, но таа е си на некој си начин големина земена по договор у наводници. Едноставно знаеме дека атом на злато е поголем од атом на водрот или хелиум. Но ние на дадени атоми им даваме како еден вид имагинарна граница, каде што викаме до тука се наоѓа 95% од атомот. Карикирам малце со бројкиве, но тоа е главната идеја. Односно, можеме да најдеме даден електрон во дадено време надвор од таа имагинарна граница. Нема да биде многу далеку и нема да биде многу долго, но сепак може тоа да се случи. Поентата ми е дека атомите немаат надворешна површина, така од што би била направена иначе таа површина, и немаат некоја си резка граница, каде што би можел да кажеш со 100% сигурност тука завршува овој атом. Океј, понатаму сигурно сте учеле исто така во основно дека атомот е всушност составен од уште помали честици, наречени неутрони, протони и електрони. Така, протоните и неутроните заедно го градат јадрото, односно нуклеусот на атомот. И обично шематски кога го представуваат атомот, нуклеусот, односно јадрото го прават многу големо во однос на целиот атом. Но реалноста е дека јадрото, односно нуклеусот во однос на целиот атом е многу мало. Така што ако целиот атом би бил колку еден фудбалски стадион, јадрото би било колку едно зрно песок. Сега, ако тоа е вистина, доаѓате до заклучок дека атомот е всушност 99,9999999999999,6% празен простор. А бидејќи вие сте изградени од атоми и вие сте 99,12,9,6% празен простор. Вие сега ќе речете, значи јас сум сега 100% празен простор. Не сте 100%, него сте скоро 100% празен простор. И тоа не е само вие, него целата материја во универзумот. Но добро, тоа е тема за друго видео. Сега, вака кога ги представуваме протоните и неутроните, исто ги цртаат како мали топчиња, како мали сфери. Но реалноста е дека ни протонот, ни неутронот немаат резка граница, исто како и целиот атом. Тие немаат површина, значи протонот нема површина од што би била направена таа површина. Сега протонот има даден радиус, но тој не е одреден како што ја можам со метро да се измерам масата, него се користени индиректни методи. Значи многу паметно дизајнирани експерименти, многу напредна математика и при тоа успеано е да се одреди радиусот на протонот до одредена децимала и при тоа имајќи одреден опсек на грешка. Генерално методот на кој го откриле е следниот, значи се зема јон на водород, што е всушност само протон, и се пушта проток од електрони. И колку на некој си начин наводници ќе се заобиколи патот на електроните, и знаејќи го полнежот на протонот, се одредува колку е радиусот на истиот. И релативно скоро се направија нови мерења, користејќи муони наместо електрони, така што се добија попрецизни бројки.
Но окей, да не забегувам многу. Ова е генерално тоа што се учи за структурата на атомот во основно и во средно. Но можеме да идеме уште подлабоко. Односно, протонот и неутронот се изградени од уште помали частици, наречени кваркови. Значи, кварковите се дел од стандардниот модел на физиката на частици. Имаме 6 различни кварка, колку што до сега знаеме. Имаат некои чудни имиња како нагорен, надолен, врв, дно, чуден и шармантен. Имајте на ум, тоа се само како placeholder имиња, едноставно така им дале, не дека имаат некакво значење имињата. Исто така им се ставаат и бои на кварковите, како црвен кварк, син кварк, зелен кварк, но вистината е дека кварковите немаат никаква боја, значи тие немаат ни големина, тоа да не ве збуни. Али си има улога зошто се стават тие бои, едноставно се користат за да се свати кое со кое би се комбинирало. Но не ви е тоа битно. Инаку, протоните, нели спомнав, и неутроните се изградени од овие кваркови, така што протонот е изграден од два нагорни кварка, така значи up, и еден down кварк, еден надолен. А неутронот е изграден од два надолни и еден нагорен. Вред, значи изградени се од по 3 кварка. И овие кваркови внатре во протонот и неутронот се држат заедно, повторно на водници, со помош на глуони или гейдж бозони. И ова е дел од силната нуклеарна сила или силната интеракција, се нарекува. Тоа е една од 4 фундаментални сили на природата и таа помага да се задржат кварковите внатре во протонот и неутронот. Сега, самите кваркови немаат димензија, едноставно сметаат доста физичари дека тие се или ендодимензионални или нуладимензионални. Тие се на некој си начин како точката во математика, така? Значи точката на дадена линија, таа нема самата по себе димензија, едноставно е бесконечно мала. Колку и да зумираш, таа пак ќе остане иста. И овде веќе работите стануваат малце чудни. Како може протонот да има дадена големина, кога неговите составни елементи самите по себе немаат големина? Односно имаат големина, ама наводници немаат. И многу е тешко да се проучуваат индивидуални кваркови, бидејќи одат во парови. А ако сакаш да одвоиш одреден кварк, енергијата што ти е потребна за да го одвоиш кваркот, ќе биде доволна за да се создаде нов кварк, бидејќи енергија и маса се поврзани. Така што повторно ќе добиеш пар кваркови и не можеш да проучуваш единечен кварк. И за крај ни остана електроните, кои исто така се фундаментални частици, дел од стандардниот модел, и обично кога учите нели по хемија, викаат електроните вртат околу јадрото. Вистината е дека тие и на некој начин не вртат, бидејќи електроните можеме да ги гледаме и како бран, односно имаат дуална природа како фотоните. Тие се всушност ексцитации во соодветното квантно поле. И на некој начин многу е поточно да ги гледаме како бран, но многу е полесно и поинтуитивно па да ги гледаме како честици. Така што се користат и двете. Сега електронот, даден електрон, кај даден атом, не кружи околу јадрото како што е моделон што изгледа како сончев систем, него даден електрон се наоѓа во дадена орбитала. Така, значи се пресметуваат равенки, има бранова функција, имаме Шредингерова равенка и се пресметува и се добиваат овие орбитали, каде што викаме дека се наоѓа даден електрон. И сигурно по хемија сте решавале, мислам, сте бележеле електронска конфигурација на дадени атоми, значи 1s2, 2s2, 2p6 и така натаму. И орбиталите се еден вид такви тридимензионални облаци околу јадрото, каде што викаме дека имаме околу 95% шанса дека ќе го најдеме електронот. Сега електронот може да се наоѓа кај било другде, односно има не 0% шанса да се наоѓа каде било во универзумот. Значи еден атом на северниот пол може да има свој електрон на јужниот пол, или пак на Марс, или каде било другде. Но тоа е само теориски, бидејќи има не 0% шанса да се наоѓа таму. Тоа не се случува. Сега тоа кога викаме дека има не 0% шанса да биде каде било во универзумот, немојте да си речете, леле, стварно може електронов да се наоѓа кај било. Теориски да, но теориски има не 0% шанса сред соба да ти се појави пиратски брод кој ќе носи диносауруси и мамути. Дури шансата тоа да се случи може би е поголема него да го најдеш електронот на другиот дел од универзумот. Така што, иако теориски може, практично нема, односно теорија и пракса се исто, али само во теорија, не во пракса. Иако овие така мали проценти на нешто да се случи, имаат апликација во некои теории, например за почеток или крај на универзумот, каде што имаш бесконечно време, така што колку и да е мал процентот ќе се случи. Во физиката за која збориме, тие мали проценти се сосема небитни. Сега некој од вас може да се исплаши и ќе рече, леле, да не почне сега да објаснува за уште подлабоки структури на атомот.
И вистината е дека немаме конкретни докази дека постојат подлабоки структури на атомот. Да, постојат теории, имаме најпозната е теорија на струни, односно string theory, која е повеќе математичка елеганција, која пробува да го реши проблемот со квантна гравитација, и главната идеја позади таа теорија е дека сите фундаментални честици на стандардниот модел се ништо друго него вибрации на повеќе димензионални струни, односно коеластичења во хипердимензионален простор, односно различни вибрации даваат различни честици и понатаму од се тоа се гради нагоре. Но таа теорија се уште не направила никаква предикција со која можеме да потврдиме дали е вистина или не. Постојат некои идеи, ама за тие идеи да се остварат треба да се изгради забрзувач на честици кој е голем колку Сенчевиот систем, што нема да биде во блиска иднина. Така што таа теорија ќе остане само како чиста математика уште доста долго време. Ајде сега полека да се враќаме наназад и да видиме каде ќе се вклопи допирот. Дали кварковите кои беа внатре во протоните и неутроните се допираат едни со други? Па, ова е малце тешко да се одговори, но најголем дел од физичарите би рекле не. Зошто бидејќи кварковите не имаат некоја си димензија, голем дел од физичарите сметаат дека се нула или еднодимензионални, и тие не се ни баш честици, подобро е да ги сметаме како ексцитации во соодветното квантно поле. Исто така не ни имаме добра дефиниција за што е тоа допир на субатомско ниво, така што ќе речеме не се допираат. Како и да е, допирот за кој говориме во секојдневниот живот нема да го најдеме на ниво на кваркови. Така да идеме уште еден чекор поназад, да видиме дали протоните и неутроните се допираат едни со други. Повторно и тука е малце тешко да се одговори, бидејќи како што видовме, самите протони и неутрони не се солидни, така значи немаат некоја површина, него тие се состојат од кваркови, глуони, виртуелни честички и античестички. Немаат некоја резка површина каде завршува даден протон или неутрон. Да, можеме да речеме дека протоните и неутроните имаат одреден радиус, можеме да манипулираме со нив, односно можеме да додаваме протони во некој атом или пак да го бомбардираме со неутрони, например така работи нуклеарна бомба или нуклеарна централа, каде што неутрони го удират јадрото, тоа е кај некои нестабилни елементи, па се распаѓаат две полесни и при тоа се добива верижна реакција. Но поентата ми е да неутроните и протоните влијаат едни на други, но дали се допираат, повторно не можеме баш да речеме, бидејќи повторно немаме добра дефиниција за што е допир на субатомско ниво. Така да ќе ги оставиме и тие и ќе идеме уште еден чекор поназад на атомско ниво. Дали атом со атом се допира? Тука веќе можеме да речеме дека да, се допираат. Сега некој од вас ќе рече, ама чекај, нели протоните нема граница кај завршуваат, односно немаат надворешна површина и затоа викаме дека не се допираат, па и самите атоми немаат надворешна површина, немаат граница каде завршуваат. Како може тогаш атомите да се допираат? Тоа е бидејќи што е допир на атомско ниво е земено по договор. Едноставно се собрале научници и рекле во овој случај викаме дека два атома или две молекули се допираат. А кои се тие услови, односно која е таа дефиниција, сега ќе видиме. Да речеме дека имаме два атома или две молекули и знаеме дека во атомот имаме електрони. Електроните исто така знаеме дека не се фиксни во дадена позиција, него постојано се во движење. Тоа значи дека во некој даден момент електроните ќе бидат повеќе на една страна од атомот него на друга. Тоа значи дека на таа страна каде што се наоѓаат, во тој даден момент електроните ќе биде нешто си по-негативна, додека другата страна ќе биде нешто си по-позитивна. И ова постојано се менува, но главната идеја е дека во секој даден момент кај атомот имаме нешто по-позитивен и нешто по-негативен крај. Односно можеме да го гледаме како дипол. Во ред, сега ако имаме два атома кои беа раздалечени на неколку нанометри, овие два дипола постојано ќе се привлекуваат еден со друг. Океј? Така што двата атома ќе сакаат да се приближат еден кон друг, односно ќе има привлечна сила. Таа не е нешто си многу голема, ова се така наречени Ван дер Валсови сили, но ја има. Океј, значи има привлечна сила помеѓу дадени атоми. И не збориме тука за квантна гравитација, тоа е сосема друга проблематика. Сега, овие два атома се привлекуваат и ќе дојдат поблизу и поблизу еден до друг. Но ќе стигнат до одредена точка каде што електроните во надворешниот дел од атомот ќе почнат да се одбиваат еден со друг, бидејќи имаат електроните негативен полнеж, исти полнеж се одбива, така да тие два атома кои сега се приближуваат ќе почнат да осеќаат одбивна сила. И во моментот
кога одбивната сила ќе се избалансира со привлечната, викаме дека атомите се во допир. Значи моментот кога ќе се избалансира привлечната и одбивната сила, викаме дека се во допир. И сега некој од вас нормално ќе рече, како бе се во допир, па има уште простор помеѓу нив? Па добро, ама што сакаш да се случи? Да им се спојат електроните? Односно електронските облаци? Ако почнат да споделуваат електрони, во тој случај ќе образуваат хемиска врска. Але не сите молекули ќе образуваат ковалентни хемиски врски или пак ионски. Некој можеби ќе рече, абе допирање кога јадрата ќе им се допрат. Така, значи не мора површината, бидејќи не имаат атомите површина, него јадрата кои ќе се допрат. А и првично што најверојатно нема да се допрат, енергијата која е потребна за да ги допреш јадрата е многу голема. Значи тоа е нуклеарна фузија, тоа се случува во јадрото на сонцето, каде што имаш водородни атоми, односно јадра на водород, односно протони кои се фузираат и прават хелиум. И тоа ние пробуваме да го постигнеме, нуклеарна фузија, тоа ќе биде новиот начин на кој ќе генерираме у наводници бесплатна енергија, односно многу ефтина и чиста енергија. Но тоа има еден виц дека е за 20 години од сега. Да беше така лесно да се прави нуклеарна фузија, буквално вака ако ракоплескам еднашка, ќе го уништам цело Скопје од енергијата што ќе ослободам при нуклеарната фузија на атомите во моите две дланки. Сега некој ќе рече, добро, ајде прифаќам, тоа е дефиницијата за допир на атомско ниво, но ако има стварно така простор помеѓу атомите кога се во допир, како тогаш на пример ја држам чашата и не паѓа чашата? Или како кога ќе се повредам, се случува воопшто повреда, така кога идете да ви земат крв, ве боцкаат, како иглата ја пробива кожата ако атомите никогаш у наводници не доаѓаат во контакт, не се допираат. Тие прашања ќе ги оставам за вас. Значи сакам малце да размислите на оваа тематика и како всушност изгледа допир на атомско ниво и да видите дека оваа проблематика не е така едноставна како што можеби првично ви изгледаше. И тоа е главното што сакав да го кажам во ова видео. Ќе се видиме во наредното видео. Останете љубопитни.